Па најчесто поради несигурноста во самите себе. Сметам дека насилниците своите несигурности ги проектираат врз другите за да се чувствуваат тие подобро. Но тоа предизвикува една моментална среќа и моментално чувство на задоволство кај насилниците и затоа имам да порачам дека да не ја бараме среќата во насилството врз другите, бидејќи тоа е моментална среќа и нема да нас задоволи за целиот живот. Треба да научиме да ги прифатиме нашите несигурности, да се сакаме самите себе си и да престанеме да шириме насилство врз другите, за да ги решиме сопствените несигурности. Мене дома ме учеа дека животот е многу долг и дека секогаш ќе сретнуваме луѓе на кои што нема да им се допаѓаме и кои што ќе пробаат на некој начин да не омаловажат и да ни направат да се чувствуваме инфериорни во однос на нив. И би ви порачала да не дозволувате пораките кои што ви ги даваат насилниците да допрат до вас. Знам дека е многу тешко и јас сум била многу често во ситуација кога сум била жртва на насилство, но едноставно разберете дека тоа не го прават за да ве повредат вас, туку го прават за да си помогнат себе си. Затоа не дозволувајте тие пораки да ве допрат, бидејќи навистина во животот постојано ќе бидете соочени со предизвици, со луѓе кои што ќе ви се исмеваат и ќе пробуваат да ве уназадат во тоа што го правите. Едноставно не дозволувајте тоа да допре до вас и секогаш бидете си свој, бидејќи не ви фали ништо друго.